Правото на паричен надоместок како право од осигурување во случај на невработеност е уредено со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Во законот се уредени условите кои што треба да се исполнат за да едно лице го оствари ова право или услови кои што се однесуваат на основот на престанокот на работниот однос, време траењето на работниот однос пред престанување на последното вработување, вкупниот стаж на осигурување и други прашања кои што се поврзани со ова право. Така, согласно член 65 од овој закон, право на паричен надоместок има лице кое што има поминато 9 месеци непрекинат работен однос или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Во член 66 од истиот закон, право на паричен надоместок се остварува од страна на невработено лице за времето поминато во работниот однос за кое што се платени придонеси од задолжително социјално осигурување. Остварувањето право на паричен надоместок како време поминато во работен однос не се смета времето за кое што лицето го добива паричниот надоместок. Во член 67 од истиот закон пак се утврдени основите по кои што лицето не може да прима паричен надоместок. Имено, право на паричен надоместок не може да оствари невработено лице на кое работниот однос му престанал поради давање писмена изјава за престанок на работниот однос, освен ако таквата изјава е дадена поради промена на местото на живење или поради склучување на брак. Понатака, спогодбено престанување на работниот однос, остварување права од работен однос кое што е спротивно на законот, остварување права на работен однос согласно на законот, освен во случај на престанок на правното лице поради стечај, неоправдано изостанување на работа во последните 3 работни дена или во текот на 5 работни дена со прекин во текот на 1 година, престанок на работен однос со отказ од страна на работодавачот поради кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор или договор за работа, одбивање да работи на работи кои што е распореден согласно со законот, одбивање да биде преземен со спогодба кај друг работодавач во согласност исто со законот, одбивање обука, преквалификација и доквалификација заради промена на работното место кај ист или друг работодавач согласно со законот, губење на работната способност согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување, како исполнување услови за остварување право на пензија.